Години не залажуваат ќе биде подобро. Меѓутоа, колку влади се променија, ни една не го реши тоа прашање. Секоја зима ја прележувам бронхит. Верувајте или не. И то се чувам, се пазам, витамини не помага. Тешко зашто никош само обеќаваат, а не почнале. Не е на обеќавање. Може да се превземат мерки. Гасовод воведуваме, а нигде не е воведен. Немаме инфраструктура, како ќе го воведиме? Значи ги лажиме луѓе, гасовод ќе има. Каде? Го има. А кој го има? Па прво ете со загадувањето што трошат, нели, ќумур, дрва. Второ, фабрикиве обеќава филтри, пари земат од некаде од Европа, не се користат. Филтриве ги нема, се загубиле по пат. Не знам дали еден ден ќе се оправи нашава земја. Јас поминав толку години, ама себе викам, секоја зима прележувам бронхит. Исклучиво од загаден ваздух. Кај да бегам? Тука су. Ovo je sramote što se dešava ovim velegradima. Kao što su Skoplje, Beograd, niko ne vodi računa o životnoj sredini, pocrkaćemo kao pacovi. Ne znam šta je rešenje za sve ovo. Pa treba se izgradi metro, podzemna železnica, da se rastereti saobraćaj, da industrija počne da ulaže u filtere, a za to treba ogroman novac, tako da je to nerešiv problem. Ili će Beograd biti prvi, Skoplje drugo, ili Skoplje prvo, Beograd drugo. Ставот е да го чистиме градот, не знам. Па не знам како. Од оваа возила да ги има помалку. Да ги има помалку возила. Па со текне годините го чувствуваме, да. Па они да сакаат ќе го чистат. Само треба да сакаат, ништо повеќе. Не, долго време треба за да се реши. Многу долго време. Не само градоначалникот, али сите ние као луѓе треба да допринесеме за да се намали загадувањето. Иначе градоначалникот сега е овој, утре е друг, а решението треба самите луѓе да го решат. Не осеќам ја ништо. Мене ми е Скопје роден град и ми е многу убаво. Каково и да е, си го сакам. Што загадувањето? Ние не, никогаш. Скопје се грело на ќумур и на дрва, па не бил воздухот загаден. Ние луѓето загадуваме све. Еден човек, 100 чистачи да има поред него, па ќе биде прљаво. Сегде фрламе ѓубре. Сите чуваме кучиња и тие што знаеме и што не знаеме, изметот по улици го газиме, во зградите во ова. Тоа е све загадување. Кој не може да ни настои никој, ние сами свеста наша треба да работи за да може градот да биде чист. Татко ми умре на 96 години, стар Скопјанец, чаирчанец и викаше вака: селото ќе го уништи градот. Еве го моментот. Извинете, немам против никого ништо. Меѓутоа, најбитен е менталитетот на живење. Сите не сме еднакви учени. Од спратот горе го фрла кесето ѓубре пред зграда. Тоа е начин на живот. У село може да фрли и тамо не фрла, зашто дворот треба да му биде чист, да му биде убаво, не буниште. Ние луѓето сме многу неувиѓајни, неосетливи. Дома да ми биде од врата внатре да ми биде чисто, а надвор какво е, баш ми е гајле. А треба прво надвор да биде чисто, па внатре да ти биде чисто. Како деца не учеле, кај што сум живеела. Дворот ќе се смете и пред врата, а внатре можеш цел ден да чистиш во куќа. Па за ова, Бога ми тешко е, не се издржува. Магла, загушливо е, све не се дише. Што да ви кажам, премногу е загадено уште од сега, понатака па тек кој нешто ќе биде. Па Бога ми да, не се дише, буквално не се дише. Мислам, еве, јас живеам во Ѓорче, порано беше као по-чисто, да кажеме, вареше Ѓорче за чиста средина. Сега веќе не е. Навечер негде веќе кај 9-10 се осеќа онак на не знам. Едноставно не се дише, не е чист воздух. Па да се фатат за работа, сите само нешто обеќаваат, а ништо не прават, ете тоа.